Здраво, лавови! Добре дојдовте во новото видео во кое ќе ги толкуваме параките кои ни ги праќа универзумот преку тарот картите, а се однесуваат за месец мај и се за вас, драги мои лавови. Генерални се, знаеме, затоа нешто ќе се однесува на вас, нешто не, она што ќе мислите дека е порака упатена кон вас, прифатете, она што не е изоставете. И тоа е така едноставно, нели? Ајде сега да видиме што ни праќа универзумот. Месец мај. Месец мај за лавовите ќе биде месец во кој лавовите ќе манифестираат некаков крај. Што значи тоа ќе манифестираат? Ќе посакувате, ќе замислувате и се ќе правите нешто да заврши. Вие посакувате нешто да заврши. Зошто сакате да заврши? Сакате да заврши затоа што тоа нешто вас веќе ви представува страшно голем товар и тоа нешто вас држи во окови и не ви дава мирно да живеете, да функционирате, слободно да едноставно ви ја одзема сета моќ слобода. За сите ќе биде различно, нели? Значи, за дел од вас ова е во љубовта, за дел од вас ова е во домот, за некој на работно место. Како и да е, за сите вас, значи дека нешто што е поврзано со другите луѓе вас премногу ве оптеретува. Вие сакате да заминете од таа ситуација, вие сакате да заминете од тој човек, вие сакате да заминете од тоа место. Посакувате крај, ова премногу го посакувате. Дури не ви е грижа како ќе заврши, едноставно да заврши. Сега имам чувство дека за тие за кои се однесува ова во љубовта, партнерот нема представа што се случува. Знаете зошто? Затоа што вие представата што ја давате сосема поинаква од она како вие се чувствувате. Вие имате чувство на неприпадност, вие се чувствувате изоставени, вие се чувствувате како да не ви е местото тука, вие се чувствувате недоволно добри, нееднакви. Вие имате проблем со припадноста, едноставно не се чувствувате дека сте на нивото, на нечие ниво. И сте влегли во нешто, знаеки за тоа, меѓутоа сте се обиделе да го прикриете ова што ви се случува во умот, во душата, во телото. Сакате да го прикриете, партнерот не знае и вие прикривајќи го толку долго го носите, што почна веќе да станува товар, почнало да станува неиздржливо. Значи во љубовта можеби па и во нешто друго, без разлика, некакво партнерство, нешто што е поврзано со еден или двајца други луѓе во вашиот живот. И сакате да заврши, не ве грижа дали некој ќе биде повреден кога ќе заврши, вие сакате да се извлечете од оваа ситуација. Барате начини, значи овој месец ќе биде месец кога вие ќе барате начини како да го завршите ова, како да се извлечете од ова. Добро е тоа што барате начини да заврши без да бидат повредени другите. Тоа во одреден момент од месецот ќе донесете одлука дека треба да заврши на тој начин барем. И да ви кажам дека на крајот од месецот ќе го најдете начинот и тоа ќе заврши. Може би во минатото вие сте биле повредени, вие сте биле измамени, вие сте биле разочарани и може би тоа вас некаде ви се вгнездило и сега
испливало повторно на површина и затоа се чувствувате вака. Вие не можете вака да функционирате, тоа е очигледно. И ќе го барате начинот како ова да заврши. Финансиската ситуација е одлична. Сосема добро стоите. Сте пред некој исправени пред некој нов предизвик, ново предпатување. Доаѓаат некакви вести во врска со некаква стабилност, значи нешто во врска со финансиите и работното место, доаѓаат некакви вести кои ќе ви дадат до знаење дека сте стабилни, дека сте на сигурно, дека се е добро. Вашите грижи околу парите во еден одреден момент ќе бидат околу тоа дали да почнете да штедите, затоа што сега веќе ќе имате и доволно и повеќе од доволно, и дали веќе треба да се почне со штедење. Затоа што имате на ум најверојатно нешто, ќе добиете некаква идеја за некаква инвестиција поголема во иднина и дали сега веќе е време да почнете со штедење. Значи, еден циклус во животот завршува, друг нов почнува, ново некое патување, од почеток сосема ново. За некој дел од вас, нешто што мислите дека завршило, дека го нема повеќе во вашиот живот, се враќа со некаква нова вистина. Ке стави светло на нешто што не сте го знаеле и што не сте го виделе во тој момент. И повторно ви се враќа во животот. Ова е нешто од минатото, повторно ќе ви се врати. Има некој човек во вашиот живот повозрасен, кој е, да речеме, интелигентен човек, мудар човек, добар, вешт со зборови. Тој можеби ќе во блиска иднина, тој можеби ќе ви понуди нешто кое не е нити навидум, нити па во реалноста, нити во иднина, тоа нешто би можело да донесе добро. Затоа внимавајте со луѓето кои ви ласкаат и кои вие ќе го чувствувате тоа како доаѓа со убедување, со уверување и со ветување. Значи не го прифаќајте затоа што нема да донесе ништо добро. Ништо добро нема да ви донесе. Дел од вас се разочарани во љубовта, се разочарани некако во љубовта и сега се оддавате на премногу забава, сте се препуштиле на алкохол, станување во доцни часови. Мора да внимавате на тоа. Постои опасност од зависности. Можеби некој од вас ќе бидете во искушение да се вратите на некаква, да вратите во животот некаква зависност која одамна сте ја исфрлиле од вашиот живот. Внимавајте добро на тоа. И некој од вас, јас гледам дека вие ќе сакате преку измама да добиете нешто или да отфрлите нешто во вашиот живот. Тоа ќе биде преку измама. Сите што ќе се одлучите на таков чекор, да знаете дека тоа е краткотрајно задоволство, затоа што нели измамава нема да биде кој знае колкава и колку страшна, меѓутоа сепак измама, така да задоволството воопшто и ќе го нема, без разлика дали што и да мислите дека ќе добиете од ова.
задоволство во тоа ќе нема. Затоа верувајте ми. А за тие што мислите на некаква поголема измама, ќе бидете откриени и ќе заврши тоа. Ќе заврши нешто што ќе ви значи. Или пак, може би сте на другата страна од приказната и некој ќе се обида да ве измами некако, но за жал нема да му успее. Значи, внимавајте и во љубовта, и во живот, и во приватниот, и во... Внимавајте од ласкави луѓе, зборови, од сето тоа. И за крај, се замислувате желба, прашање, што и да е. Јас ви давам одговор. Одговорот е можеби. Одговорот ќе биде можеби. Ова е карта на оштри зборови. Ако чекате вест доаѓа, нема да биде кој знае. Оној што доаѓа сладкоречив нема да биде, ќе биде оштар. Веста која доаѓа ќе биде сурова. Тоа е пораката. И уште нешто, сега за крај. Ова видеа љубовни не се, видеата љубовни допрва ќе стигнат. Меѓутоа, јас сакам за крај една кратка љубовна порака, да не останеме нели без таква во ова видео. И некој може треба да го чуе ова. Ајде да видиме што има за лавовите. Погледнете длабоко во вашето срце и ќе ја почувствуваш. Погледни длабоко во твоето срце и ќе ја почувствуваш мојата љубов. Мојата љубов кон тебе е длабока како океанот. Епа, драги мои, ова беше порака за некој од вас. Некој ви ја праќа. Она што сакате да го чуете од некого, еве го, дојде и токму вака звучеше. Да некого и ова е порака, ќе знаете вие за кого. И па, драги мои лавови, се надевам најдовте нешто што ќе ве води, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!